Здраво, јас сум Ката од Ирика. Многу широко прашање. Ај ќе почнеме од тоа што би сакала да се промени. Не многу би сакала да се променат условите во кои што работиме. Значи не толку многу што се случува тука во книжарницата и како си работиме во издавачката куќа, туку едноставно да живееме во подобри услови за да можеме да работиме и малку подобро. Инаку тоа од кое што сум најмногу задоволна е што имам прилика да работам со луѓе кои што ми се многу драги, да работам во една пријатна атмосфера, со луѓе кои што исто толку ја сакаат Илика колку што ја сакам јас, така што мислам дека тоа е предуслов за нешто да биде успешно, да биде нешто добро и да може и понатаму да се тера така како што треба. Па мислам дека зависи тоа од која перспектива ги гледа човек работите и кои критериуми ќе си ги постави. Имаше некои работи кои што од денешна перспектива некој друг би кажал дека не биле некои многу паметни одлуки, баш да кажеме, нели, од почнување да речеме на повеќе едиции паралелно, може би е паметно да се почне со помалку и така натаму. Меѓутоа јас се во ова гледам како, мислам, на цела таа издавачка приказна на Илика гледам како на нешто што е органско, нешто што се создава и во движење. Значи не нешто што може уште од сам почеток да се детерминира како окей, јас ја седам сама дома или заедно со Ацо и правиме план за наредниве 10 години како ќе изгледаат работите, значи го има и тој дел и се мора и да се планира малку. Меѓутоа има многу работи кои што се случуваат и во од, затоа што природата на самата работа е таква што човек е постојано во комуникација со луѓе, доаѓаат некои, сакаат да издадат нешто, се заинтересирани за некаков вид на соработка, без разлика дали издавање на книга, превод, работилница, значи на многу начини може да се соработува и секако дека тоа влијае врз работата и влијае врз издавачката политика на куќата. Да, сепак си држиме некоја линија, бидејќи сме тие кои што сме. Тука исто мислам дека можам да си го дадам само моето лично така мислење. Јас сум задоволна од тоа каков е одзивот. Се разбира дека секој издавач би сакал да има една книга која што веднаш за 2-3 месеци се распродаде тиражот и е супер популарна и така натаму, меѓутоа треба човек да биде и реален, мислам и со оглед на тоа каква издавачка политика имаме и што издаваме, не очекувам дека тоа ќе оди како алва што викаат, меѓутоа да, во однос на тоа како се прифатени книгите, колку се читаат, колку се зборува за нив и каде и во кои кругови се зборува, јас сум сосема задоволна. Особено сум задоволна што се случи она кое што се го посакував уште од самиот почеток, да се изгради некоја заедница која што ќе биде заинтересирана за секое ново издание на Илика, без разлика дали станува збор за драма, проза, поезија, значи луѓе кои што лојалните фанови и тоа не мора да биде некој многу голем број на луѓе, меѓутоа да знаеш дека си во сигурни раце, дека има таму некоја заедница што ќе те поддржи, што ќе ти помогнува, мислам да продолжиш да работиш и да го туркаш тоа што си го зацртал. Да, и во однос на тоа што се случува во самата кафе книжарница, тие се некои формати кои што можеби кај нас биле испробани, да речеме како книжевни кружоци, book clubs или работилници, меѓутоа колку што знам јас сега можеби некој би поправил, никогаш не се случувало на едно место толку фреквентно. И да се одржи тоа темпо без разлика дали понекогаш има помалку или повеќе луѓе, сметам дека е нешто што е супер, значи што планираме и понатаму да си го реализираме така како некој проект, не е ни проект, туку е можеби да некој вид на спојување на луѓе преку книжевноста, кој што не е само во некој класичен формат на книжевна промоција, туку да е некој поотворен формат каде што луѓето можат да зборуваат дури и за своите текстови или за своите преводи, или да го искажат отворено своето мислење за одредена книга. Оваа година конечно ќе отпочнеме едицијата Класици. Таа беше една едиција која што ја најавувавме уште многу одавна, меѓутоа некако се наметнаа некои други приоритети, па цело време го поместувавме нели терминот кога ќе ја објавиме првата книга во таа едиција.
Платонов, Рилке, иако за Рилке има една цака, за која што не би сакала сега надолго и широко да раскажуваме. Исто така уште еден автор кој што сега за сега би сакала да го држам малку така во тајност. Во поетската едиција исто така планираме да започнеме и со препеви од странски автори, некои текстови кои што, односно поезија која што тен ми лежи на срце, така што би сакала да излезе ете и на македонски, ширење на теориската едиција исто така. И исто збогатување на современа проза. Значи автофикција повторно, уште едно дело од Едуард Луи, Дидие Рибон конечно да излезе на македонски, меѓутоа и проширување на таа едиција со некои автори од други земји. Значи, бидејќи така си има автофикцијата, мислам сам по себе како форма е многу слична секаде, меѓутоа си има значи секаде некои слични карактеристики, меѓутоа си има свои културни специфики во зависност од тоа која држава доаѓа и од кое културно поле. Реобјавувањето на Арент е една нужност без разлика во тоа какво време живееме и без разлика на општествено-политичките околности. И сметам дека тоа е едно од капиталните дела на 20-тиот век кои што треба да бидат достапни за сите. Значи треба да бидат достапни во нашите библиотеки, меѓутоа треба да бидат достапни исто така и за да се купат, за да се читаат, да се пречитуваат. Значи да се едноставно да живее книгата, да постои како текст и да се дискутира, да се работи. Во конкретниот случај, во време во кое што живееме, со повторен подем на фашизам, мислам дека е клучно да се занимаваме со антифашистичка теорија. Клучно е исто така да се занимаваме и со вакви текстови кои што длабенски ги анализираат некои искуства од 20-тиот век и кои што може да ни послужат како алатка за да видиме како треба да постапуваме сега. Бидејќи ми се чини дека и покрај сета таа култура на сеќавање и културата кој што мислам и тоа образовни програми некои кои што не ги присилувало дури и луѓето во некои држави да се занимаваат со таа историја на 20-тиот век, дека во многу културни и општествено-политички контексти се доаѓа до некое погрешно толкување на одредени нешта или можеби се забораваат оние навистина клучни аспекти, некои заклучоци кои што ги извлекле некои мислители. Во секој случај станува збор за една книга која што мислам не смееме да дозволуваме некои книги како изворите на тоталитаризмот кои што нудат толку многу таква теориска подкрепа за тоа што го доживуваме сега во моментов и кој што може да ни помогне и подобро да го толкуваме светот. Не смееме да дозволиме нешто такво да пропаѓа едноставно или да биде заборавено. Исто како што историјата не смее да биде заборавена за да не се повторува. Многу ми е тешко да го одговорам тоа прашање, бидејќи со секоја книга си имам некоја посебна интимна врска, сакам да кажам дека имаше некои работи кои што мислев дека можеби нема толку многу да ме привлечат, како да речеме поетската едиција, бидејќи не сум толку многу наклонета кон тоа да читам поезија. Меѓутоа таа ми е можеби една од омилените едиции. Можеби ми е омилената, не знам, во тоа како се составуваше, како полека органски се развиваше. Мислам дека секое издание си има некој посебно место во моето срце, патетично вака да се изразам, меѓутоа еве од поновиве изданија ако има нешто што можам да го издвојам е Министерство за иднина. Бидејќи Ким Стенли Робинсон, мислам, еден феноменален автор кој што е доста, мислам, не е познат во Македонија и станува збор за еден роман кој што е извонреден на свој начин, меѓутоа извонредноста негова допрва мислам дека треба вака да се етаблира или да се шири меѓу македонските читатели. Станува збор за проза која што не толку често се среќава кај нас во издавачката програма на издавачкиве куќи, не е некоја литература која што исто така и на англиски се дискутира и можеби од тој аспект, од така самата специфичност на книгата,
ме тера сега да кажам дека ми е меѓу омилените, да речеме, или можеби омилена во момент. Тука да ги отворам списоците што се ги имам. Да, имам многу нешто кои што би сакала, доколку имав можност, мислам дека дури и сега би ги издала. Да речеме, да, еве романите пак ќе се надоврзам на Ким Стенли Робинсон, научна фантастика, мислам е претходните негови романи, мислам дека да баш добро би се вклопиле во издавачката програма наша. Нешто што да дефинитивно еве ќе се реализира оваа година Дидие Рибон, мислам за него ми е стварно и за Едвард Луи би сакала и понатаму да можеме да издаваме што е можно повеќе наслови нивни. Искрена да бидам, значи нешто што многу ме интересира е нон-фикшн за деца. Мислам дека е тоа многу ретко некако се среќава. Значи да има повеќе книги како што е Река, да речеме. Значи од детската мислам дека тоа би ме интересирало. И можеби нешто што е поврзано и со изворите на тоталитаризмот на Хана Аренд, има неколку наслови кои што припаѓаат до таа канонска антифашистичка литература, која што мислам дека многу би сакала да излезат на македонски. Една од нив е Јазикот на третиот рајх од Виктор Клемперер, исто така и дневниците негови. Има уште многу, Андреј, значи да не се расплинува. Проза. Од копче го копчето, значи да се опуштиш затоа што надвор грее сонце, е убав ден и да, и можеш да бидеш кул и да се понашаш како што сакаш, затоа што се некако зафркнато, ама сепак постои надеж дека ќе биде подобро.